Регулаторната комисија за енергетика од десен ќе ја одредува конечната цена на водата. Во меѓувреме, интензивно се работи на финализација на заедничкиот предлог на регулаторната и АТКОМ, односно Асоциацијата на јавните предпријатија, за измена на два актуелни закони од оваа сфера, со кои што ќе се овозможи на регулаторната комисија за енергетика да ја определува крајната цена за секоја водна услуга. Кој е бенефитот на јавните предпријатија со овој нов концепт? Со овој нов концепт ќе се придонесе за нови инвестиции во оваа инфраструктура, која е стара 50, 60 и некаде 70 години. Со тоа ќе се овозможи намалување на загубите кои што ги има на вода, но исто така ќе се намали и процентот на ненаплатена вода. Што со ова добиваат потрошувачите? Ќе имаат стабилно и сигурно снабдување со вода, но заради намалување на загубите, тоа нема драстично, односно нема да има никакви сериозни зголемувања на цените за водните услуги. Целта регулаторна да ја одредува конечната цена на водата е напуштање на досегашниот мощно сложен концепт за одредување на низината финална цена, за која регулаторна можеше само да посочува на минимална и максимална цена, а советите на општините го даваа конечниот збор. За сега загубите на вода за пиење се загрежувачки 64%, а староста на водоводната мрежа во повеќето општини е од 50 до 70 години стара.